Следите вести на Слободна ТВ. Добар ден. Вице-премиерот за европски прашања Бојан Маричиќ во однос на барањето на опозицијската ВМРО ДПМН да се спроведе референдумско изјаснување на народот во однос на преговарачката рамка за членство во Европската Унија, вели дека од такво нешто нема потреба, бидејќи со 2/3 мнозинство би се обезбедил легитимитет на процесот и дека сето ова се прави од страна на опозицијата само за добивање политички поени. Ние имаме научени лекции. Се сеќавате дека опозицијата инсистираше на референдумот за договорот со Грција. Тоа во 2018 година го прифати и владата, тогаш на Заев. Решивме да организираме референдум кој што партијата која што го бараше реши да го бойкотира. На тој начин отвори дамка, остави една сенка на процесот иако можеше да учествува и да се затвори. Мислам дека тоа треба да ни е научена лекција. Имаме доволен капацитет и легитимитет на институциите, особено на собранието, да дискутира, да разговара, преку диалог да дојдеме до 2/3 мнозинство, што е доволен легитимитет на уставните измени без референдум. Ова е мој личен став, владата се уште не се произнела со свој. Мој личен став е дека од тоа нема потреба, а институциите треба да си ја преземат одговорноста, наместо да се користи евентуалниот референдум за политички поени, додава Маричиќ. Друштвото на писатели на Македонија со реакција по однос на унилатералната декларација на Македонското министерство за надворешни работи во однос на јазикот додава дека нашиот мајчин јазик е македонски и тој има други дијалекти, но нашиот јазик никако не е ничи дијалект, се вели во писмото. Оттаму порачуваат дека и во иднина, како и досега, членовите на Друштвото на писателите на Македонија ќе создаваат литературно творештво и ќе се трудат тоа да биде со високи естетски и културолошки вредности. Македонските писатели се единствени во грижата и одбраната на македонскиот јазик и македонското книжевно творештво кое се создава во државата, но и на Балканот, Европа и во светот. Македонскиот јазик е еден и единствен и македонските писатели создаваат токму на тој јазик. Тоа е јазикот на нашите татковци и мајки, предци и наследници, а нашите литературни дела се значајни и вредни токму затоа што се создадени на тој наш роден, изворен, матичен и единствен јазик, велат од ДПМ. По објавувањето на прогласот за заштита на македонскиот јазик и книжевност и на македонистиката од страна на младите македонисти во текот на вчерашниот ден, денеска отворена е и e-форма преку која што може да се даде поддршка и да се потпише истиот. Текстот на прогласот во целост е достапен и преку платформата на која што е поставена и петицијата. До овој момент нема одговор на повиканите институции од кои што се бара веднаш, без одложување, унилатералната изјава на Република Северна Македонија, приложена кон записникот на првата политичка меѓувладина комисија, да биде повлечена во целост, имајќи предвид дека со неа не се почитуваат востановените научни сознанија и утврдени факти за македонскиот јазичен, книжевен и воопшто културен идентитет, зад кој што стои не само домашната и странската македонистика, туку и современата светска славистика, лингвистика, книжевна наука и историографија, велат младите македонисти. Клубот за бугарско-македонско пријателство го поздравува напредокот во подобрувањето на односите меѓу Бугарија и Северна Македонија постигнат со прифаќањето на европскиот предлог за деблокирање на нашите евроинтеграции од двете земји. Неговите членови им честитаат на двете влади и двата парламенти за покажаната политичка храброст, како и за заложбите на Франција и на Европската Унија за постигнатото решение, јави дописникот на Мија од Софија. Во документот се вели дека клубот сваќа оти ова е само почеток на сложен и повеќе димензионален процес кој мора да добие јавна поддршка во двете земји. Се додава и дека клубот е убеден дека тоа може да се постигне само со активна и целосна комуникација на сите нивоа меѓу двете општества и остварување на заеднички цели со потенцијалите и напорите на сите заинтересирани страни, бизнисот, невладиниот сектор, академските институции, граѓанското општество.
Уште едно возило во приватна собственост Ноќеска беше запалено во Прилеп. Овој пат на Васе Никоска, раководителка на секторот за урбанизам, комунални работи и заштита на животната средина. Во краток телефонски разговор за Канал 77, Никоска потврди дека возилото од марка Пежо, паркирано пред нејзината куќа, е запалено околу 2 часот по полноќ. Според нејзината изјава, пожарот прва го забележала нејзината ќерка, а потоа и сопругот. Ова е порака. Поголема е од материјалната штета е стравот и стресот што го преживуваме, изјави Никоска, која тврди дека не знае кој би можел да го подметне пожарот, бидејќи како што вели со никого се нема замерено. Ноќ претходно гореа 2 возила на пратеникот на ВМРО ДПМН Петар Ристески. Претходно изгоре и автомобилот на директорот на јавното комунално претпријатие Комуналец од Прилеп. Припадниците на Министерството за внатрешни работи привеле уште едно лице осомничено за запаленото возило на пратеникот Петар Ристески, кое во пожар целосно изгоре вчера во раните утрински часови. Едното лице е на возраст од 41 година и од село Ново Лагово, а второто од Прилеп на 31 годишна возраст. Според јавниот обвинител од Прилепското основно јавно обвинителство Маријана Илиеска, на едно од двете лица, 31 годишниот прилепчанец, му е определен притвор од 8 дена поради спречување на службеното лице во извршување на должност. Расте бројот на нови позитивни случаи на COVID-19 во државата. Комисијата за заразни болести денеска одржува состанок на кој главна тема е моменталната епидемиолошка состојба, како и евентуални препораки и насоки за справување со новиот бран. Според статистиките на здравствените власти, кои се објавуваат на дневна основа, веќе неколку дена поред бројот на новозаразени е над 700, а само вчера од 1774 тестови се регистрирани 792 нови случаи на COVID-19. Речиси половина од новозаразените се од Скопје. Бројот на активни случаи во моментов е 3595. Во синоќешниот COVID билтен не беа регистрирани починати лица. Министерството за здравство минатата недела препорача носење маски во затворени простории при подолг престој и редовно проветрување. Од денеска државата влегува во портокалова фаза и се очекува температурата да достигне до 40 степени. Според предвидувањата на метеоролозите, во Скопје времето ќе биде сончево со максимална температура до 38 степени. Поради тоа, владата на вчерашната седница донесе препораки за ослободување од работа на бремените жени и хронично болните лица. Владата побара и од работодавците да ги почитуваат законските обврски во насока на одредени технолошки и производствени процеси кои представуваат дополнителен ризик за здравјето на работниците. Истовремено, Министерството за труд и социјална политика апелира на зголемени контроли од страна на надлежниот државен инспекторат за труд. Топлото време ќе продолжи до крајот на неделава, а според метеоролозите во недела кон крајот на денот ќе има изолирана појава на пороен дожд и грмежи. На предлог на Министерството за економија, владата на седница донесе 2 одлуки за ограничување на извозот на одредени производи и одлука за укинување на царината за увоз на масло за јадење од сончоглед. Како што објави министерот за економија Крешник Бектеши, овие одлуки се донесени со цел да се избегнат шпекулативните дејствија на трговците и производителите и за заштита на домашното производство, домашниот пазар и граѓаните, како и да се одржува снабдувањето на домашниот пазар паралелно со растот на цените. Со оваа одлука на владата се предвидува ограничување на извозот на угревно дрво и пелети до крајот на годината. Се ограничува извозот на пченица и брашно, а се укинува увозната давачка, царинската стапка за увоз на масло од сончоглед за јадење поради потребата за одржување и снабдување на домашниот пазар. Со цел поуспешно пребродување на кризата со топлинска енергија престојната зима, откако претходно беа одземени сите лиценци на Балкан Енерджи Груп за снабдување на град Скопје со топлинска енергија, владата ја задолжи АДСМ да спроведе постапка за основање на 3 трговски друштва во негова собственост. Според насоките добиени од влада, овие друштва ќе вршат енергетски дејности на подрачјето на град Скопје, а задолжени се да се јават во постапката за избор на вршител на енергетска дејност кој ќе има обврска за обезбедување на јавната, односно универзалната услуга која ја спроведува владата.
Цената на електричната енергија на берзите постојано расте поради се поистакнатата неизвестност во снабдувањето со природен газ. Токму од тие причини, натамошниот развој на ситуацијата е непредвидлива, а на есен можно е да има ново поскапување, сметаат експертите, иако некои од нив го делат и ставот дека за време на летото можно е да дојде до некакво намалување. Високите температури во Европа се одразуваат и врз водостојот на реките, што има индиректни последици за производството на електрична енергија, а индиректно го отежнува и транспортот на јаглен. Исто така, поради топлото време, отежнато е и разладувањето на капацитетите за производство на електрична енергија, додаваат експертите. Вести од светот во продолжение, италијанскиот премиер Марио Драги синоќа си поднесе оставка по политичката драма која траеше 5 дена, односно откако минатиот четврток му ја поднесе оставката на италијанскиот претседател Серджо Матарела. Претседателот Матарела веднаш ја одби оставката и побара од Драги да се обрати во Сенатот, а потоа и во представничкиот дом следната недела и да бара гласање за доверба. По гласањето пак стана јасно дека партиите во Италија не успеале да постигнат компромис и дека во земјата ќе се одржат вонредни парламентарни избори. Минатиот четврток Драги поднесе оставка откако популистичкото движење 5 звезди одби да ја поддржи неговата влада во гласањето за законот со кој ќе се додела 26 милиарди евра помош за граѓаните и индустриите кои се борат со зголемената инфлација и цените на енергијата. Британската влада објави дека проектот за изградба на нова нуклеарна централа доби зелено светло од министерот за енергетика Кваси Квартинг. Проектот вклучува изградба на нова нуклеарна централа која ќе произведува електрична енергија со малку јаглерод за да ја помогне на земјата да ја постигне својата цел за јаглеродна неутралност до 2050 година, се вели во соопштението до медиумите. Лондон го стави нуклеарниот развој како еден од приоритетите на својата енергетска стратегија, но дел од вкупно 15 реактори се ближат до крајот на својот работен век, а единствената централа што моментално се гради е проект поддржан од кинески ЦГН. Истата, поради наглиот скок на трошоци, нема да биде во функција до 2027 година. Рускиот газ денеска повторно протече низ најголемиот гасовод меѓу Русија и Германија по 10-дневно исклучување поради редовно годишно одржување, соопшти операторот, намалувајќи ја загриженоста дека периодот на одржување ќе биде продолжен. Имаше голема нервоза во Европа околу тоа дали гасоводот Северен тек 1 ќе биде рестартиран по годишното одржување, при што владите се подготвуваа за можни дополнителни намалувања на снабдувањето. Според надлежните, Газпром сигнализирал оти ќе испорача околу 50% од договорените количини на газ во текот на денешниот ден, што е на ниво видено пред гасоводот да биде затворен за ремонт. Северен тек 1 е најголемата директна руска рута за снабдување на Европа со газ. Со оваа информација го заокружуваме овој преглед на вестите.